Најпрво од името на Детската амбасада за сите деца во светот, како и од мое лично име, да упатам честитка до сите вас присутни и македонската јавност по повод новогодишните и божикните празници со желби за љубов, мир, здравје и благосостојба. Ви благодарам за вашето присуство и што денес сте тука да го најавиме највеселиот настан за децата, која одбележува годината Божикниот ручек. Значи, оваа година по 12-ти пат традиционално во организација на Детската амбасада за сите деца во светот во хотелот Кристал Палас во Прилеп, со почеток во 12 часот 500 деца ќе се дружат на свечен Божикен ручек и ќе го слават Христовото раѓање. Оваа година по 9-ти пат на оваа прослава Детската амбасада за сите деца во светот го доделува престижното признание за општествена одговорност, орден за носител на мирот. Оваа година ова меѓународно признание го доделуваме на УНИЦЕФ Македонија. Како што споменав, 500 деца од целата територија на Република Македонија на заедничка трпеза ќе го слават Божик, денот на Христовото раѓање, и на таа трпеза ќе седнат деца без родители, деца на загинати припадници на безбедносните сили, деца со посебни потреби и деца истакнати членови на Детската амбасада. Децата се од Прилеп, од Скопје, од Ресен, Крушево, Демиркапија, Струмица, Битола и од други градови. Исто така како во нашите програмски задачи и Конвенцијата за правата на децата за еднаквост на децата, а во интерес на нашето мото Едно небо за сите деца, на оваа Божикина трпеза имаме покането и деца од други верски заедници, од исламската, католичката, еврејската и евангелско-методистичката, кои заедно ќе се дружат и ќе празнуваат. На сите деца ќе се доделат пакетчиња, за кои се погрижи градоначалникот на општина Прилеп, господин Отилија Јовановски. Божикниот ручек ќе го благослови неговото високо преосвештенство митрополит Преспанско-Пелагониски, администратор австралиско-новозеландски, господин Петар, а за збогатување на свеченоста ќе се погрижат членовите на Академијата за естрадно пеење, Звездички од Прилеп, и како секој Божик, за уште повесела забава на овој Божикен ручек, ќе настапи македонскиот идол Христијан Тодоровски. И оваа година покрај добитникот за орден за носител на мирот ќе има доделување и на плакета за пријател на децата, за кои Детската амбасада одлучи да ги додели на најзаслужните, а тоа се Охридска банка од Скопје и Кабелнет од Прилеп. Оваа година по 12-ти пат ќе се реализира Божикниот ручек, кој што започна, кој што премина во една искрена традиција и кој што има фатено повеќе од, па можам да кажам, и 5000 деца. Целта на овој Божичен ручек е да седнат на трпеза, значи децата да ги заборават во мотото на овој Божичен ручек е едно небо за сите деца. Значи целта е децата да се почувствуваат деца, да ги заборават сите оние социјални и други проблеми во животот што му се случуваат и да се почувствуваат како едно.